Во теке неделата на имунизација, каква е состојбата во регионов, колку имунизацијата нормално се спроведува? Македонија ова година, како и низа години наназад, е вклучена во организација на Европската недела на имунизација, без оглед на тоа што имунизацијата во Македонија се спроведува редовно, значи задолжително, регулирана е со закон, така да ово повеќе би одговарало вака да биде кампањски во оние земји каде што имунизацијата не се спроведува редовно, односно задолжително, туку со давање само во одредени периоди, но сепак Македонија и ова година зеде учество во реализирање на ова Европска недела на имунизација. Докторе Костески, дали во оваа недела на имунизација се обрнува посебно внимание на одредена вакцина, дали одредена група на невакцинирани деца се повикуваат на вакцинирање? Во текот на оваа недела, значи главен предуслов е да се изнајдат пропуштени, односно невакцинирани деца, кои од низа причини дали не се пријавили, дали се касно пријавени, или пак во моментот се доселиле, така да, значи со помош на нашите патронажни служби, изнајдеме такви деца, тие деца да бидат опфатени со имунизацијата и да се започне, односно да се продолжи од таму до каде што било застанато. Значи, главната цел е да се пронедат такви деца. Најчесто се посочува ромското население, односно оние мигрирачки групи на ромско население, бидејќи поголемиот дел, што беше проблем во текот на минатите години, веќе се редовно фатени, уредно вакцинирани, така да со таа популација немаме проблем, но имаме проблем со тие што се патувачки, диви ромски населби, што сега веќе ги нема во таква голем број како што беше во минатите години. Со оглед на тоа што неделата на имунизација трае веќе неколку дена, наидовте ли во пракса на деца кои што не биле досега вакцинирани? Во моментов такви немаме, значи се уште се проверуваат картоните, ангажирани се патронажните служби, се прочешлува теренот, вакциналните тимови вршат, значи, редовно прочешлување на картоните со цел да се изнадат некои такви деца. Тоа не се случува само ова недела. Такво прочешлување на картоните со цел да се изнадат такви пропуштени се работи во текот на целата година, значи континуирано, така да затоа и е случај да немаме, односно ако има, тоа ќе биде многу мал број на такви деца. Дали се соочувате со проблеми на терен во делот на имунизирање на младите? Проблеми имаме, најчест проблем, да кажеме во смисол на имунизацијата со ХПВ вакцината, до сега најголем проблем ни представува советите, односно погрешните совети од страна на гинеколозите, за да не ја примаат дека таа вакцина не обезбедува доволна заштита од сите типови, односно од тие типови на ХПВ вирус кои се најчести на нашето подрачје, така да за ХПВ вакцината тоа беше најголемиот проблем. Но сега се соочуваме со друг проблем од страна на добар дел од матичните доктори, кои никогаш не биле во контакт, значи, со имунизацијата, односно никогаш не спроведувале имунизација. Имаме поплаки од родителите, односно убедувања од страна на токму такви наши колеги дека таа вакцинација не е потребна, зашто се прима, така да, значи, се соочуваме со доста објективни причини заради кои таа се спроведува отежнато, но бидејќи сите ние кои ја спроведуваме, работиме веќе долго време, кога на родителите ќе им се објасни точно и на прав начин што се
се постигнува со имунизацијата, тие проблеми полека ги совладуваме, но сепак би апелирал, значи, на оние кои не работат имунизација, значи да не даваат нивни коментари, да не ни јаминираат нашата работа, како што ние до сега не сме се мешале во одредени области кои ние не ги работиме.